Дали прв пат почна истражувањата на цареви кули во 2004 година и она што го има и во самата книга дека најпрвин очекувањата биле дека тука ќе сретнете наоди од средниот век, меѓутоа се покажа дека се оди многу подлабоко и во праисторијата. Знаете, 2004 година започна мојот колега Секулов со истражување на Јужниот рид. Тоа беа заштитни истражувања затоа што таму започна нелегални активности. И уште на самиот почеток нам ни беше јасно дека освен средновековните слоеви од цареви кули се соочуваме со слоеви од доцната антика, а и неколку елементи кои што беа затечени пред се предадени од полицијата ни укажува на праисторија. Меѓутоа, како да кажем, тоа беше еден мал сегмент од се тоа што мислевме дека го поседуват цареви кули. Така да 2007 година со проектот на општина Струмица и тогашниот градоначалник Зоран Заев започна еден обемен проект за истражување на цареви кули. Тоа исто така беа заштитни во функција на заштитни истражувања кои што треба да го дефинират средновековниот бедем и некои содржини на цареви кули, меѓутоа уште на самиот почеток се појавија слоеви речиси од сите епохи кои што го погодиле ова поднебје. Имено се работи за слоеви кои што потекнуваат од најстарите слоеви се од времето на халколитот, односно енеолитот, тоа е бакарното време. Потоа имаме од бронзеното време, од железното време, од раната антика, хеленистичкиот период, римскиот период, доцната антика, рана Византија, среден век, доцен среден век, па да кажеме дека како куриозитет дека последните слоеви се од времето на Втората светска војна, кога една германска единица планинарска во завршните операции за ослободување на Струмица се утврдила горе. Знаете, и едно кратко време практично германците биле последни кои што оставиле трага на ова подрачје, односно ја користеле цареви кули во склад со она како што било користено уште од времето на праисторијата.